Согласно Законот за данок на личен доход, доколку физичко лице кое не е регистрирано за вршење на дејност, а врши интелектуални услуги кон правни лица, обврската за пресметување и плаќање на данокот на личен доход е на правното лице, кое има обврска преку системот персонален данок да поднесе пријава до Управата за јавни приходи. Веднаш потоа, Управата за јавни приходи му доделува фолио број и рекапитулар по кој правното лице треба да го изврши ова плаќање. Исплатувачот е должен на обврзникот да му издаде и примерок од пресметката за аконтација на данокот на доход при секоја исплата. Доколку пак физичкото лице кое не е регистрирано за вршење на дејност, а врши интелектуални услуги кон други физички лица, има обврска данокот на личен доход да го поднесе сам преку системот персонален данок, каде што ја пополнува пријавата и ја доставува до Управата за јавни приходи, која што му доделува рекапитулар и фолио број по кој што го врши плаќањето. Во ваков случај, вообичаено, физичкото лице не издава фактури. Се склучува договор помеѓу двете физички лица за извршување на конкретна интелектуална услуга. Додека според Законот за данок на додадена вредност, согласно член 51 став 1, сите даночни обврзници, физички и правни лица, чиј вкупен промет во изминатата календарска година надминал износ од 2 милиони денари или чиј купен промет се предвидува на почетокот вршењето на стопанската дејност, дека ќе го надмине износот или во текот на годината го надмине износот, обврзани се за регистрација за данокот на додадена вредност. Согласно напред наведеното, физичкото лице, значи кое врши промет со давање на интелектуални услуги, а е регистрирано за целите на ДДВ, има обврска да издава фактури за извршената дејност.